Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте. Благодарение на ЕВН Македонија и оваа вечер играме, се забавуваме и се наградуваме со квизот Срекно семејство. Изминатото второ коло најсрекно беше за семејството Демерџиеви од Богданци, кој го освоја првото место и наградата од 1000 евра. Оваа вечер пред нас се 3 нови семејства кои редовно ги подмируваат своите сметки, а со тоа се и наши директни учесници во квизот. Ни смеа и низ игра, но и со препораки за штедење на електрична енергија, ке се обидат да дојдат до загарантираните суми од 300, 500 и 1000 евра во денарска противвредност. Пред да ви ги представам семејствата, да споменам дека за регуларностите и вечерва се грижи стручна комисија која за момент ќе ми потврди дека единствениот услов за учество во овој квиз е редовно да се плаќаат сметките за струја. Добро вечери за вас. А трите семејства кои вечерва ќе се надпреваруваат во 4 игри се семејствата на Пајази Шејапи од Гостивар, Бранко Мануеловски од Крива Паланка и семејството на Раде Натовски од Велес. Добро вечер за сите, ќе почнеме од тимот број 1, семејството Шејапи. Ни доаѓате од Гостивар. Кој член од семејството ви недостига можеби тука? Главата на семејството. Така, тоа е вашата сопруга, но гледам дека имате синови кои што вечерва верувам дека ќе успеат барем во онаа игра со кошарката. Како сте вие, добри? Добри сме, ако имаме среќа. Ако имате среќа, ќе освоите главната награда, но никој не се заминува од тука без награда. На позицијата број 2, семејството на Бранко Мануеловски. Тука ни се сопругата Радмила, керката Ивана и Анастасија. Добро вечери за вас. Вие ни доаѓате од Крива Паланка, што има таму нова, школската година заврши и таму. Да. Тоа значи дека има време сега за игра. Спремни сме да се надпреваруваме. Знаете во која игра ќе настапува? Да. Предвидовте? Супер. И на позицијата број 3, семејството на Раде Натовски. Главата на семејството претпоставам дека остане во Велес, вечерва не гледа пред ТВ екраните. Да. Тука се со нас сопругата Вера Натовска, со ќерката Ирена Натовска и внуката и братучетката Маја. Добро вечери за вас. Изненадевте ли кога ве побара од ЕВН Македонија како редовни плакичи на вашите сметки? Да. Спремни сте за игра? Спремни сме. Стратегијата вие подготвивте? Па може да се каже. Ете така. Ве поканувам да се забавуваме заеднички и вие почитувани гледачи пред ТВ екраните. Ја започнуваме првата игра која ја викаме Топка на среќа. Ја стартуваме првата игра, Топка на среќа, но за да бидат запазени регуларностите во овој квиз, ќе споменам дека тимот број 1, носител на сметката, ја има Сефедин Јашари, но на својата роднина, семејството Шејапи, му има дадено полна правна можност да се надпреварува за овој квиз. Господине, така е? Да, господинот Сефедин Јашари е мој бажанак. Така. Тој е во привремена работа во странство, инаку јас со мојата фамилија користиме станот со сите обврски што произлегуваат од тоа. И редовно ги плаќате сметките и затоа сте вечерва тука, ќе се опробате во првата игра. Јам сте играле досега некогаш, коцки сте фрлале? Па не сум коцкар многу, спортист, фудбалер, да, ама коцкар не. И во едното што го спомнавте околу спортисти и фудбалот потребна е среќа. Да. Секогаш не излегуваат. Само таму со нога се игра, овде со рака, да. Овде можете со нога, главното ни е овие коцки да бидат срушени. Ќе се обидеме. Повели, имаш 3 обиди. Ова беше дефинитивно најоригиналниот обид од прва. Ги собираме поените од горните темења на коцките, тоа се 12 и 6, 18, 23 и единицата од последната 24. Честитки за семејството Шејапи, задоволен си? Можеше и подобро. Не можеше подобро, ова е најдобро. Ете така. Продолжуваме со второто семејство, наред е семејството Мануеловски. Следни да се надпреваруваат е најмладиот член од семејството Мануеловски. Иван е на својата позиција, спремна да ја турне оваа топка, односно коцките кои што се наоѓаат тука. Мислиш дека ќе успееш исто како претходното семејство од прва да ги бутнеш сите или? Па не знам. Имаш 3 обиди. Во 3 обиди ќе успееш, сигурен сум во тоа. Кажи ми, току што заврши школската година, како го поминуваш слободното време?
Епа излегувам со другарките, се шетаме, излегуваме пред зграда и се играме. Така. Некој од овие игри дали играте пред зграда или само тука во срекно семејство? Па не. Ајде сега ќе се обидеме тогаш со оваа топка во 3 обиди да ги срушиме овие коцки. Ајде, повели. Земи залет. Супер. Ете, успеа и ти од прва. И во овој случај, бидејќи коцката ни падна од оваа страна, еве јас ќе ти помогнам, ќе ја наредам и пробај со уште еден удар да освоиш поен. Силен треба да биде за да може да префрлиме коцката од другата страна. Во овој случај, како ќе ни падне, тоа ќе ми помогнеш, ни кажеме да ги собереме бројки. 5, 10, 13, 13 и 3, 16 и 16. Да. Малку помалку, точно 8 поени, задоволна ли си од овие? Немаше можеби толку среќа, но пред нас се другите игри, поддршката имаш од твоето семејство. Супер. Одиме понатаму. Наред се семејството Натовски. 24 поени за семејството Шејапи, 16 за Манојловски. Разликата тука е голема, но имаме и трето семејство кој што ќе се опреба во оваа игра, па можеби и ќе ги замрси конците. На место е Вера. Да, здраво. Спремни ли сте вие за оваа игра да се опробате? Можеби вашиот сопруг ви даде некакви инструкции пред да дојдете тука? Па не. Тој ли ви рече да застанете во првата игра или Не, моја желба. Ваша желба? Да. Ќе ги оставите внуката и ќерката за останатите игри? Ајде тогаш покажете се во оваа игра. Повелете, земете залет, имате 3 обиди. Слободно. За вториот обид може од семејството да добиеме една поддршка, така? Ајде со втор обид да пробаме. Засега имаме 9. И ето успеавме без да ни е потребен третиот обид. 5, 10, 15, 16 поени. Исто како семејството Манојловски, во овој случај барам еден член од семејството Манојловски, ќе ја фрламе срекната коцка, како би одлучиле кој ќе ги земе двата поени, а кој ќе го земе едниот поен, бидејќи семејството Шејапи во првата игра ги освои 3 поени. Честитки! Повелете, застанете овдека, јас ќе ви помогнам, само да подсетников го оставам. Да, само ги туркаме, ќе си ја пробаме среќата, повелете. Вера, еве ви и за вас коцка. До сега во 2 обиди успеавме да свртиме исти бројки. Се надевам дека нема, да пробаме на кажерито за да и они видат точно. Во исто време, Може? сакате јас да ви дадам знак? Па може, по исто Може, време. 3, 4 фрлете ги коцките. До камера. А, не, ваша 3 кола на срекно семејство, 3 пати ни се случува истата ситуација. Еве, оваа коцка сега да замениме, можеби нема да се погодат исти, а вам, господјо Манојловски, еве ви ова. Спремни сме. Можете да свртите доколку мислите дека некоја бројка ќе биде. Спремни? Фрламе. Овој пат посрекна е за семејството Натовски. Повелете на вашата позиција и ајде да видиме генералната состојба. Семејството Шејапи 3 поени, семејството Манојловски 1 и семејството Натовски 2 поени. Ете така. Продолжуваме понатаму. Наред е втората игра на слепо. Ја стартуваме и втората игра. Први во оваа игра ќе се опробаат семејството Шејапи, кој освоја 3 поени од првата игра. Бењамин и Ади се на позицијата. Правилата ги знаеш, од оваа точка не смееме да се мрднеме. Адис, истото важи за тебе. Ти имаш еден проблем, а тоа е врзани му со очите. Само со раце успеваш да ги собереш овие топки кои носат различни поени, а јас, Адис, ќе успеам малце да те збунам со тоа што ќе го направиме ова, а ќе те ставам на позиција да можеш да фрлаш. Имаш 1 минута, слободно опипаја позицијата и пробај што повеќе црвени топки ако успеваш да ги гледаш. Имаме 1 минута за Матам дека начет. означувам старт сега. Одиме. Ајде да видиме инструкции. Можеме да слушнеме добра и за сега. Маше. Добро.
Ете, имаме една веќе жолти и една црвена која Адис носи 3 поени. Супер, ајде. Добре. Зошто се одлучивте ти да ги собираш топките, а он има помирен шут, предпоставам. Така, слободно можеш, Бенјами, да си направиш и место. Имаме време, уште 30 секунди. Што поише место си направиш, повеќе поени освојуваш во оваа игра. Оние топки кои мислиш дека не вреда да се во кошот, можеш и да ги пропуштиш, тоа се сините. Според тоа колку поени носат. Ете така. А за малку и ова, можеби ќе ни донесеш уште 3 поени. 8 секунди, Адис. 7, 6, 5 секунди. Имаш уште 3. Ја важиме и ова ако влезе и влезе, ја важиме топка. Ги броиме само оние кои што се внатре во кошот. За кратко го гледаме кајронот со топките кои успеавте во овој кош. Баш секоја чест. Ќе видиме дали како во првата игра ќе имате многу бодови. 7 црвени, 6 жолти и 5 сини, вкупно 38 бода. Задоволни сте? Добро одигравте? Супер. Одиме со второто семејство на ред. Дали се достижни 38 поени на семејството Шеапи, ќе дознаеме сега. Тимот број 2, семејството Маноловски, Бранко и кирката Анастасија ќе се обидат да освојат повеќе поени во оваа игра. Мислите ќе успеете? Се надевам. Да? Мислам дека има Ќе шанси. бидете добар кош? Ајде видиме. Мислите Анастасија дека е добар шутер? Мислам дека е добар шутер. Ете така. Може ми не за исто како Надис, да ја одмогнам малку. Да. Сепак ќе оставам да видам кон вас свртена. Анастасија, спремна си? Црвените топки ги гледаш? Не ги гледаш црвените топки? Ајде да видиме дали за една минута ќе успееш повеќе црвени да ставиш во овој кош. Почнуваме сега. Ете ја првата црвена. И право. лево, Ајде парабола да видиме. Повисоко. пое десно. Тоа ми се свиѓа, Бранко, десно. што допаѓа што не ги мрдате вашите Одлично. стапали од Одлично. точката. Супер. Супер. Црвени топки, Анастасија, браво! Посе изгледа... Не брзе. Ете. Обрач, еве уште еден обрач, тие беа по 2 поени топки, но еве црвената веќе во кошот, ова исто може да пропуштиме. Ете, направете, Бранко, место слободно, можеш ова и со глава да играте. Ајде парабола. Ова една, за малце ке мене во глава ќе завршиш. Пое лево. Супер. Ајде, имаме уште 15 секунди, Анастасија, еве тија црвената топка. Пробај да не се врнеш од позицијата, ќе ни забележат од жири комисијата, односно стручната комисија, и ова е последната топка за Анастасија. Доволна е, нема да ја пресметаме и да влезеш оваа црвена топка, иако ќе ни донесеше 3 поени. Анастасија, ако може, извади ги од чилата, повели овдека да ги видиме поените. Чинам дека тука негде сте со семејството Шеапи. Имате проценка некоја колку се? Еве ги точно. 10 црвени, 7 жолти, 2 сини, 46 поени, цели 8 како што беше во првата игра, разликата сега за вас. Одиме понатаму, семејството Натовски се наред. Дали се достигни 46 поени на семејството Маноловски, дознаваме за многу кратко. На позицијата имаме Натовска Маја и Ирена. Мислиш ли дека ќе успеете да Да. Се надеваме. Да, спремна си за играње кошарка? Спремна. Ајде да видиме дали е Ирена спремна за шутирање. Ирена? Не секако. Да. Може да ме видиш? Да, те гледам. Добро, но не смееш да ги видиш топките кои ќе ги уфрлаш во кошот Ирена. Имаме една минута време. Обиди се да ги достигнеш 46 поени. Може да почнеме? Кога ќе кажам јас? Може да почнеме. Одиме со игра. Ете ја и првата топка за семејството Натовски. Ова можеме слободно да пропуштиме таа еден поен. Супер. Ето, супер е. Вели Маја. Кажи ми, Маја, братучетки сте со Ирена. Да. Се дружите често? Често си ја сакам како сестра. Исто како сестра. Супер, а гледам дека добро види и во кошарката. Дури и со црвените топки сте солидни, веќе имате 5-6, но на крај ќе видиме вкупниот збир. Некако Ирена ми изгледа како да гледаш буквално сите црвени. Браво! Ајде, може да добие поддршка, иако Натовски, а верувам дека и
сопругот од дома набива веќе во моментов. Имаме уште 18-17 секунди, доволно време да се уфрлат уште 4-5 топки. Ајде да видиме. Уште колку направи место. 8 секунди, Ирена може, има место слободно. Само да знаеш. Ајде уште оваа топка е готово, немаме време. Супер. Повели Ирена до мене. Задоволни ли сте? Задоволна. Ајде јас да ти помогнем како вистински джентлмен. Нема да ги броиме, ќе ги видиме на кајро, тоа веќе за нас го прават од компјутерскиот центар. 11 црвени, 6 жолти и 3 сини топки, 48 и тоа што мислеше дека е недостижно успеавте да го стигнете. Тоа значи дека 3 поени од оваа игра одат за семејството Натовски. 2 поени одат ке семејството Манојловски и семејството Шејапи, иако се изненадев со многу поени, сепак освојувате само 1 бот од оваа игра и да видиме генералната состојба. Има добри, подобри и најдобри, а имаме и 4 игри да се докажеме. За сега, вие семејство Шејапи имате 4 поени, Манојловски 3, Натовски 5 поени. Така, наред е следната игра која ќе играме во ово издание на квизот Срекно семејство. Наред е третата игра во која разликата помеѓу трите семејства е само 1 поен, што значи дека 1000 евра или 500 евра се во игра, а први наред се тимот број 1, семејството Шејапи, кој што ќе се опроба да штеди струја. Го практикувате ли тоа? Кажете ми во ваше дом. Планираме сега да почнете да штедите? Да, со колекторите за топла вода. Тоа е супер. Многу добро ќе ни дојдат овие 1000 евра кога ги земеме денеска. Ќе ги искористите за тоа? Сигурно за тоа. Сончеви колектори. Сигурно. Супер да се вади од таму енергијата. Бенјамин, спремен ли си за оваа игра? Тоа што треба да го направиш е да ги погодиш прекинувачите, да ги изгашиш светилките, символизираме штедење на енергија. Имаме 1 минута. Почнуваме сега. Ајде. Добро. Да. Ке треба да се обидеш, еве, може јас да му дадам една инструкција дека треба долу да го погоди прекинувачот како би се свртал. Како во овој случај, веќе имаме една изгасната светилка. Ако... Ајде 40 секунда. Ајде да видиме. Браво. Добро играте, една се врати во место. Браво. 35 секунди. Задоволни сте како? Добро е, добро. Како? Игра е игра сега. Игра треба да биде сконцентриран, предпоставувам, нели? Овие Бенјамин, треба ли да се сконцентриран за време на игра? Супер! Ете, 10 секунда, мој тоа. уште 2 светилки до сончевиот колектор како би штеделе електрична енергија или 5 секунди. до сумата од 1000 евра имаш уште 10 секунди. Браво. И ете, пред истекот на времето ги успеа да ги освоиш сите 9 поени или 9 светилки да ги изгасиш. Сигурно се Следни, струја сега. така, следни да играат се семејството Манојловски. Дали за 1 минута може да се изгасат сите светилки ке пробаат семејството Манојловски? Спремни ли сте да штедиме енергија? Да. Како го практикувате, еве, господјо Радмила, ќе ве прашам по дома како домаќинка, на кој начин штедите ви електрична енергија? Па во суштина ние сме штедливо семејство што знае да штеди, меѓутоа морам да признам дека јас сум таа што највише штеди. Со тоа Така, супер. Добра. инаку ја штедиме струјата со штедливите сијалици, нели? Имаме соларна, имаме парно, па така не ја трошиме многу струја. Важно е рационално да се користи за сите оние потреби за кои ни треба струјата, а сега вие обидете се да ги згасите овие 9 светилки за 1 минута. Спремни ли сте? Да. Ајде да играме. Дека ќе успееме. Може да почнеме. Времето тече сега. Ајде, супер. Да. Можете една по една, малку центрирајте подолу на прекинувачот, за да можете да го исклучите. Ете и од вашата господја Радмила добивате инструкција, јас ќе ви дадам една топка доколку не ги потрошите сите. Господјо Радмила, дознав за вас дека преку пошта ги плаќате сметките за електрична енергија. Така, меѓутоа морам да кажам дека за тоа е најмногу одговорен мојот маж, пошто он се грижи за плаќањето на сите сметки, нели? Така. И за добро место се одлучил, бидејќи во македонските пошти провизија за платените сметки
Не се зема? Тоа го предпоставувам дека вие го знаете. Бранко, имам уште 15 секунди и 4 сијалички. Дали знаеш кој прекинувач е за која сијаличка? Ги знаеш, да. Имаш уште 6 секунди и 2 сијалички. Уште оваа топка, толку Бранко и да ја исклучиш нема да пресметаме во вкупниот износ, повелете од оваа страна, да видиме, ни остана 2 неизгаснати светилки, што значи 7 поени за семејството Манојловски. 2 помалку од Шеапи, одиме на ред се семејството Натовски. 9 изгаснати светилки за семејството Шеапи, 7 за семејството Манојловски. Наред се семејството Натовски да се пробаат во штедење струја. Кажи ми зошто дозволи братовчетката да игра во името? Сметам дека таа подобро ќе игра. Мислиш дека Место мене, да. Подобра, знае да штедиш струја? Или не се знае тоа? Добре во штедење струја, меѓутоа добре и во мавање топки, да. Ајде да Зашто видиме, не да се сјавите? пробаме. Ирена, имаме минута време да ги изгасиме овие светилки. Почнуваме сега. Ајде. Ете ја и првата, ете ја и втората, навистина си добра. Навистина си добра. Се изненадив. Ајде, но немој да останеме на 2 светилки. Кажи ми, Ирена, спомна пред малку дека имате и викендичка како што живеете. Ќе го искористиме ова време да ми споменеш на кој начин таму ги плаќате сметки. Плаќаме на истиот начин како што ги плаќаме во билет. Така, Доаѓаат на истата улица, така. гласат на истото име корисните Так. моја табла. Зошто го спомнувам ова? За оние кои што да речеме ретко ги користат викендичките или само во летниот период, постојат неколку начини. Едниот од тој сте го одбрале вие да ви стигнат директно сметките за струја, но постои да не би се изгубили во секој случај, да бидеме директни учесници. Ја имам уште 10 секунди, а ќе успеам да спомнам дека постои начин преку e-фактура и постои начин преку говорно сандаче. За останатите ќе дискутираме подоцна, доштиваме уште 3 секунди и завршивме тука со играта, нема да уважиме ова. Исто 7 изгаснати светилки и за семејството Натовски, како и Манојловски, затоа ќе поканам еден член, представник од семејството Манојловски, кој ќе фрли срекната коцка, како би одлучиле кои 2 семејства заминуваат во финале. Повелете и решете се кој од вас ќе проба да фрли коцка. Ајде, повели Ирена, за тебе коцка. Срекна коцка имаме и за Анастасија. Топките мислам дека може да ви помогнат. Да, пробајте само да биде тоа кон стручната комисија, за да се уверат и тие во сигурноста. Идеме сега. Ајде. Ова значи не е можено и ова само си има случајно на срекно семејство. Ќе се обидеме повторно, значи не иде со дупливе, никој не се предава, нормално сумите се високи, никој не би се предал за 1000 евра и прво место. Повелете, се обидуваме повторно. Ајде. 4-1-1-1, трета среќа може. Не ми се верува ни мене. Одиме со трета среќа. Ги извадивме сите коцки. Анастасија, повели за тебе и пробајте да фрлите сега различни бројки. Ајде, одиме. Трета среќа, пријаваме. Одиме. Добре, ова не трае вечно. Добре за семејството Натовски. 3 поени од коцката за семејството Манојловски, што значи тие го освојуваат 2 поени. И сега имам една изедначена ситуација и како би одредиле, Шеапи и Натовски одат во финалето. 4 поени за семејството Манојловски. Вие освојувате 300 евра во денарска противвредност. За кратко ќе играме и четвртата финална игра. Ќе побарам да проследите и вие, а семејството значи Шеапи и Манојловски идат во финалето. Но пред да ја погледнеме и финалната игра, да одредиме кои ќе бидат нашите следни играчи. Одиме со компјутерскиот систем кој треба да ни ги одреди сериските броеви на сметките. Вие внимавајте. Овие први 3 броја од Струмица, Аеродром и Кавадарци се играчите за следното кола и дополнителни 6 кои, доколку некој од овие семејства не е во можност да дојде, ќе бидат нивна замена. Внимавајте убаво на серискиот број, но не очајувајте, тука се и од Ева на Македонија ќе ве исконтактираат.
Ете така, Струмица, Аеродром и Кавадарци ги имаме за надпреварувачи во следното коло, а сега одиме со финалната игра да видиме кој ќе ја понесе наградата од 1000 евра. Следиме финале. По трите одиграни игри ги имаме двете семејства кои ќе се пробаат во финалната игра, наречена финале Натовски и Шејапи. Подготвени сме за игра, имаме 3 минути во оваа четврта игра да поврземе 4 топки хоризонтално, вертикално и никако поинаку. Она што треба да го направите додека не падне на едниот надпреварувач топката додолу, другиот не сме да фрла. Джентлменски ќе биде Натовски семејството, односно Ирена прва да се обиде. Испоред бројот на поени. Ако сме спремни да се пробаме. Имаме 3 минути, имаме време и за мисла, имаме време и за сугестии, и за разговор, и за се. Ајде, играте за 1000 евра. Еден од вас ќе замине со таа сума на пари. Одиме, Ирена. Смеете да ги бодрите, смеете да ми кажете за кратко, али само за кратко имаме место. Ето така. Одиме, Ирена, слободно. Одиме. Вие ми споменавте каде ќе ги потрошите парите, дали Ако Господ Натовско? даде, да. Ако Господ даде, а ќе биде, верувам, еве веќе Адис иде добро. Инаку Ирена? по сметките што ни иде струјата, не сме баш многу штедливо семејство. Не сте многу штедливо семејство. Ајде сега ќе се обидете со големи. сончевите колектори. Ирена, одиме побрзо. Значи, не чекај до крај да падне, освен дека ова. Ајде, Ирена, повели. Одиме. 3. Ајде, Адис, уште една топка не чека. Слушај ги, Ирена, на маја инструкциите, веќе Адис 3 побрза ќе му достигу уште една, но успеа да ја затвориш дупката. Браво! Црвен картон. Ајде сега да видиме црвен картон судија, дали ќе успее. Судија, црвен картон. Еве, ајде Адис. Добро, идеме Адис. Ирена, следна си ти. Да видиме. Каде завршува топка Адис? На 3 места нареди. По 2 за малку, Ирена. Ајде, идеме уште една тројка. Ирена, може би требаше да пробаш да му ја затвориш на Адис онаа тројка која што има црвени топки, зашто може би овој удар ќе биде финален. Не, ајде ако успееме. Адис се на чекор до 1000 евра и ги освои семејството Шејапи. 1000 евра. Честитки. Браво. Ќе испаднете вистински джентлмени, пред малку ве слушнав дека ќе ги почастите девојките со освоената награда. Честитки и за вас за освоените 500 евра. Ете, семејството Шејапи освои 1000 евра во срекно семејство. Но тука сите се заменуваат срекни и семејството Натовски со 500 евра и 300 евра за семејството Мануеловски. И дојдовме до самиот крај, кога на нашите надпреварувачи треба да им ги доделиме ваучерите за освоените награди. За таа цел го поканувам Атанас Ковачевски, представник од ЕВН Македонија. Добро вечер уште еднаш, Атанас. Нека им се честити наградите на оние кои вечерва се надпреваруваа. Ќе ви скористам накратко за неколку препораки до нашите надпреварувачи, гледачи и воопшто сите корисници на електрична енергија. Па пораката е една. Нека ги плаќаат сметките за потрошена електрична енергија навреме, редовно, со тоа значи ги избегнуваат сите можни компликации околу редовноста на плаќањето, а пред се потенцијални учесници во овој награден квиз и може да добијат награда од 300, 500 или 1000 евра. За гарантирани награди. За гарантирана е наградата од 18.450 денари за семејството Мануеловски. Повелете да ја примите наградата. Ете ја сладката Ивана. Семејство Мануеловски, честитки и до вас. Дали ќе знаете, планирате каде ќе ги искористите овие средства? Ќе се најде место, летните одмори се пред нас. На позиција број 3, но со освоено второ место, семејството Натовски освојуваат 30.750 денари. Повелете, Ирена, честитки за вашата игра. Ирена, дали се планира каде ќе завршат овие средства? Планира исто ми е на патување, одмор.
нешто да подновиме. Нека ви се со здравие и семејството Шеапи од Гостивар, освојувачите на 1000 евра во денарска противредност се тука. Честитки и за вас, господине Шеапи. Загарантирани се сончевите колектори. Уште од почеток кажав дека имаме потреба од топла вода, бидејќи сме малце по голема фамилија и сигурно овие пари ќе ги инвестираме таму. Инаку сме се распрашале, заинтересирале, имаме и понуди за 200 литри топла вода, ќе ни требат околу 1200 евра. Браво! Ете, супер препораки! А вам, почитувани пред малите екрани, ви благодарам што и вечерва се дружевте и забавувавте со нас. Се гледаме точно за 2 недели. До гледање! Браво! Благодарение на редовното плаќање на струјата спрема Евана, ние освоивме 300 евра. Благодарение на квизот Срекно семејство ги освоивме овие 500 евра и ќе ги искористиме да се подновиме нешто дома. Кампања на ЕВНС per efikasitet energetik duke faleminderuar vendit parë në kvizin familja e lumtur, do ta zbatojmë edhe në praks duke montuar kolektor për ujë për ngrohje.